Традиционална музика е нешто што неизмерно ме инспирира. Во срцето на оваа музичка традиција лежи волшебниот глас на Зарина Првасевда, македонска пеачка, чии душевни препеви даваат живот на културните богатства на земјата. Традиционалната музика е џезот на мојот народ и дека јас верувам дека таа може да биде рамо до рамо со сите други алтернативни правци на музика и се трудам тоа да го покажувам, односно прво со пример, со живење, а подоцна и тоа се слуша во тоа што го работам. Интересна работа и постојано возбудлива, затоа што постојано доаѓаме до различни сознанија, до нешто ново што звучи. Например, таа песна која работевме сега, звучи рок-н-рол. Тука е умешноста во работењето на традиционална музика, да се остане стално во средината на балансот помеѓу импровизирање со современа музика во традиционална и помеѓу бидување автентичен во традиционална, а постигнување на звук кој потсетува на нешто урбано. Оваа земја е седиште на културно наследство ковано низ векови преку интеракцијата на различните етникуми, традиции и култури. Се соживувам со песните, тоа е затоа што имам многу пријатели на јазиците на кои што пеам, имам пријатели кои што ми се репрезентативен примерок за тоа како песната им звучи, дали добро ја изведувам или не. А предходно, пред да почнам да ја изведувам песната, се консултирам со они во однос на текстот за да можам да го разберам текстот и да можам да се соживеам, затоа па истражувам од кој регион е и како тоа треба да звучи таму. Ајде да видиме како нејзиното творење влијае на живоста на културите кај нас, на Балканот и пошироко. Многу се радувам кога ќе видам луѓе кои не се од моето говорно подрачје, кои не зборуваат македонски јазик, кога доаѓаат на концерти и се поминуваат преубаво исто како и македонец. И тоа е идејата уствари со ова што го правам. Не можам да го заборавам првиот аплауз, не можам да ги заборавам сите аплаузи кои се случија таа вечер. Не можам да ја заборавам сликата кога седев вака позади во бекстејдж. Има еден екран во кој што гледам како луѓе вака поминуваат и како салата се полни и како се полни до последно место. Тоа за мене беше едно од најсилните, најемотивните, најинспирирачките искуства во мојот живот и тоа е нешто што за секогаш стои тој 15 април, за секогаш е врежан некаде во моето срце. И сите овие работи кои што сега ги правам, јас ги сонувам. И кога се случуваат, нема што да додавам масло врз огинот, туку едноставно само го живеам, пошто тоа го сакам, за тоа сонувам, за тоа работам. И тоа ми е супер момент кога можам да се видам со сопствената публика очи во очи и да конечно да си ги поделиме тие наши искри едни со други да се Кој ќе ја љуби сега? Morimo